Ненадејните грчеви во нозете можат да бидат знак за посериозен здравствен проблем, од дехидрација до болести како дијабетес, проблеми со тироидната жлезда, па дури и кардиоваскуларни нарушувања. Доколку често се будите со болка или чувствувате напнатост во мускулите преку денот, најверојатно на телото му недостигаат клучни минерали и вода. Најчестиот симптом е цврст, болен мускул, особено во телото на ногата, кој предизвикува моментална и силна болка. Причините за грчеви може да бидат различни, од физички напор, менструација, стрес, до нерамнотежа на електролити. Но, со правилна исхрана, грчевите можат да се намалат или целосно да исчезнат. Некои од најделотворните намирници се бананите, сладкиот компир и авокадото, богати со калиум, калциум и магнезиум, три клучни минерали за нормална работа на мускулите. Други моќни сојузници против грчеви се гравот и леќата, лиснатиот зеленчук како спанак и келј, но и јаткастите плодови, семки, млеко и масни риби како лосос. Дињата, лубеницата, доматите и сокот од портокал се одличен извор на вода и калиум, што дополнително помага при хидратација и спречување на спазми. Конечно, најважно е да пиете доволно течности. Препорачаната количина за жените е 11,5 чаши дневно, а за мажите 15,5. Освен вода, внесувајте и течности преку супи, овоши и зеленчук. Со внимателен избор на намирници, ќе го намалите ризикот од грчеви и ќе го зајакнете целокупното здравје на мускулите. Пита од стар леб е идеално решение ако сакате да искористите останат леб, ефтин оброк со фантастичен вкус. Главните состојки се: 3 парчиња бајат леб, 2 јајца, 200 мл млеко, 100 грама кисела павлака, 100 грама сирење, 50 грама фета и 50 грама кашкавал, сите исечкани на коцки. Подготовката е едноставна. Прво измешајте ги јајцето, млекото и киселата павлака, потоа додајте го исечканиот леб и оставете да ја впие течноста. Потоа го мешате сирењето, фетата и кашкавалот и ја ставате смесата во плех претходно намастен или обложен со хартија за печење. Печете на претходно загреана рерна до златно-кафеава кора и додека површината не стане крцкава. На тој начин, стариот леб се претвора во креативен и вкусен оброк што ќе внесе хранлива разновидност на вашата трпеза. Оваа пита се прилагодува според вашиот вкус, можете да додадете зеленчук, зачини или свежи билки и ја менувате текстурата според желбата. Економична, брза и пријатна, оваа пита е вистинско решение за секојдневна трпеза.